Во Центарот за култура во Битола беше промовиран филмот Обожени, дипломски филм на режисерите Светислав Подлешанов и Кирил Каракаш. Во следните неколку минути дознаете нешто повеќе. Филмскиот трептих Обожение на младите режисери Кирил Каракаш и Светислав Подлешанов премиерно беше прикажан на големата сцена во Центарот за култура во Битола. Филмот има ставено акцент на човековата трагика на времето кое го живееме. Кирил, кажи ми како дојде до идејата да се реализира филмот Обожение? Па, идејата за филмот Обожение дојде по еден процес од како јас и колегата Светислав се изолиравме на неколку дена надвор од градот, надвор од гужвите и решивме да заминеме во манастир на едно 5 дена. И таму ги вродивме идеите и таму ги напишеме сценаријата. И таму дојде односно и целата идеја да го направиме сето нешто како еден триптих. Филмот е насловен Обожение. Зошто токму овој наслов и зошто избравте токму оваа актерска екипа, која што е распослана околу Битола и Прилеп? Една интересна актерска екипа. Па, околу изборот на актерската екипа едноставно беше заради тоа што Светислав е од Битола, јас сум од Прилеп. И по една пелагониска линија решивме заради поедноставен продукциски процес и помалку трошоци да ги избереме актерите од Прилепскиот театар, односно од Битолскиот театар. Како е реализиран филмот? Ваш колега спомена дека не се вложени, односно дека не располагавте со буџет, а сепак реализиравте филм кој што трае 75 минути. Имате, може да се каже, одлична актерска екипа. И дали имате очекувања дека во иднина ќе остварите големи успеси со овој филм? Па, реализирањето на филмот 75 минути беше голем предизвик. Самата тематика која што ја раскажуваме во целиот филм е малку комплицирана и едноставно сакаме тоа да го кажеме што ни лежи и што ни тежи на душата. Не размислуваме за при тоа филмот дека колку и како ќе биде разбран од публиката, но го правевме нештото што сакавме да го кажеме, тоа што беше во нас. Правењето на такво нешто, реализирањето на таков филм представува еден голем процес и еден тежок процес заради тоа што едноставно треба голема доверба од страна на актерите, на голема доверба од страна на целата екипа да веруваат во нештото и во тоа што го правиме. На самиот почеток целата екипа и актерите некако беа скептични за целиот процес, но со текот на пробите и на процесот, во текот на самата продукција, се опуштија и влегоа со сета сила и со сета енергија. Затоа што се надевам дека добивме еден добар филм, што ќе се обидеме со колегата Светислав да го пласираме на голем број фестивали, кои се надевам дека ќе го примат по добро светло. Филмот Обожение е дипломски филм на Каракаш и Подлешанов и е работен без никаков буџет. Режијата и сценарието е исто така нивна. Обожение е триптих, составен е од 3 дела, катарза, созрецание и воздигање. Значи тоа се теолошки поеми, значи кои што го прикажуваат духовното развивање на личноста. Последната фаза од тоа е обожение. Значи обожение представува соединување со Бог на личноста. Интересно е тоа што ние ова не го прикажуваме преку луѓе од теологијата, туку преку обични луѓе. Сите случаи настани се поврзани со обичните луѓе. Директори на фотографија се Владко Джиковски и Панче Пренџов. Музиката за филмот е на Горан Трајковски, за шминката се погрижи Сашо Мартиновски. Кажете ми за вашето учество во овој филм. Здраво, јас сум Сашо Мартиновски. Моето учество во овој филм е изработката на маската, на шминката и на фризурите, на самиот стајлинг, значи на актерите. Дали беше тешко да се работи на овој филм од таа страна? Секогаш е тешко да се работи, кога се работи за самиот збор маска или шминка. Секогаш имаме потешкоти во работата, затоа што си бара посебно внимание и си бара посебен труд и максимално вложување, значи. Да. Бидејќи во светот многу се вложува на кога се работи збор за маска, за фризура, за костимографија, бидејќи споменавте дека овој филм е сработен без буџет, како сето тоа го постигнавте? Па сето тоа го постигнавме со наши средства, лични средства, конкретно средства кои што јас ги имам. И испадна совршено. Беше супер. Направивме максимумот што можевме да го извадиме и беше одлично. И какви реакции очекувате да има публиката? Очекуваме најпозитивни реакции, затоа што ова дефинитивно испадна од ниско буџетен, безбуџетен филм, тоест испадна супер производ.
Главната улога ја толкуваше Петар Горко. Значи, ова е прва моја главна улога на филм и сум навистина позитивно возбуден. Ги слушнав коментарите од прикажувањето на филмот во Скопје и едва чекам да го гледам. А во однос на улогата, не знам, соработував со двајца прекрасни млади луѓе од кои се надевам дека ќе излезат феноменални режисери, дека Македонија добива нови луѓе во уметноста кои даваат еден нов дух, нов начин на работа. Начинот со кој функциониравме додека работевме беше дека глумецот е издигнат на пиедестал, дека глумецот е најважната функција во филмот. Такво беше нивното однесување, таква беше работата. А во однос на улогата не можам ништо повеќе да зборам, затоа што го знам само сценариото, јас немам гледано ништо. На глумецот му е забрането да гледа било каков кадар. Освен фотографија немам ништо видено. Без разлика на се, сепак овој филм, овој лик мој се поклопува со мојата идеја во животот и мојата смисла на животот, дека секој човек било кога во животот може да го најде осветлувањето во себе и да почне да верува и да имајќи љубов во себе, да верува и да се надева на подобро, на поубаво. А за тоа секако е најмногу виновен Бог. Останатите улоги ги толкува актерите Димитар Ѓорѓиевски, Катерина Аневска, Катерина Чакмаковска-Клинчевска, Митко Апостоловски, Сонја Михајлова, Владимир Ѓорѓиевски, Милан Секуловски, Михајло Миленковски, Димитар Црцоровски и Марио Марковски.